Без силна опозиција нема добра контрола на власта. Без добра контрола власта може да се заборави во своето владење. Но дали СДСМ вистински се консолидираше после локалните избори? Што да се очекува од Конгресот на 24 јануари? Дали веќе градат економска понуда што ќе ја презентираат на граѓаните? Како ја оценуваат економската состојба во државава? Како гледаат дека во буџетот нема 1 милиарда евра? За ова разговараме со поранешниот вице-премиер за економски прашања и член на СДСМ Фатмир Битики. Гледајте не. Како што најавив, гостин во овој подкаст, кој што е прв во оваа 2026 е Фатмир Битики, кој што е член на СДСМ и поранешен вице-премиер за економски прашања. Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата и еве како прва емисија во 2026 се надевам нема да бидеме премногу критични за новата година. Треба да бидеме објективни, значи Да. критиките да се заснуваат на објективни бројки и не ве ограничувам во критиките, напротив и поддржувам критики, бидејќи без сериозни критики од опозицијата, колку и да е добра власта, она може да се заборави во своето владење, бидејќи што подолго се владее, ако нема добри коректори како што е опозицијата, една силна опозиција, тогаш може да се заборави во своето владење. Тоа е не се случај само во Македонија, тоа е насекаде исто тоа така. Затоа е пожелно да се има сериозна, јака опозиција која што аргументирано ќе критикува. Но да не должам многу, ајде први одиме со оноа политичкиот дел малце ќе го зборуваме, иако не сакам многу политика, сепак вие на 24 јануари ќе имате конгрес, мислам дека е трет во последнава година и пол, веќе и официјално за некој ден ќе бидат завршени и локалните избори, бидејќи имаше нели во дополнителните гласања во 4 општини, се знаат веќе дефинитивно резултатите, не се поволни за СДСМ. Ајде, дали го искористивте овој период во минативе 2 месеца од завршувањето на оној поголемиот дел од изборите да се консолидирате како партија, бидејќи како што реков без сериозна опозиција власта може да се заборави во своето владење. Да, интересен феномен и се случува во нашето општество. Ситуацијата е, да кажеме, слична на 2017 каде што буквално бројките се идентични, тогаш СДСМ доби на 56 општини, ВМРО ДПМН е во некаде 6 општини. Сега е обратна ситуацијата, но фокусот во општеството е сосема различен. Тогаш не зборувавме за консолидација на ВМРО, за разлика од сега во кој што се занимаваме сериозно со СДСМ. И заклучокот реален би требало да биде дали во принцип навистина е желбата за да се види консолидиран СДСМ затоа што на државата е потребно, или е потик за уште поголемо разединување во СДСМ. Сметам дека и кај двете има таму е 50-50. И овој период сметам дека беше доволен период во кој што треба вистински да се видат состојбите и да се почне да се работи од базата. Мислам дека тоа се направи. Сега мораме да признаеме дека од локалните избори имаше период на одмори, празници и така натаму, па не можеш многу да се занимаваш во партијата, но мислам дека отчетниот конгрес на 24 јануари е поле во кое што форум во кој што ќе се дискутираат прво кои се основните причини, но мислам дека многу повеќе ќе се дискутира како понатаму и која е платформата која што понатаму би требало да се понуди, заснивана на вистинските социјалдемократски вредности, без компромиси на вредностите социјалдемократски, затоа што сметам дека тоа за општество како што е нашево во Македонија
сметам дека и е потребно да има една центар-лево партија која што е стожер на заштита на праведноста, правичноста при носењето на одлуките на било која влада, особено влади кои што многу брзо превагнува, да кажам, на страната на автократски влади. Но за тоа еве ќе збориме кога ќе зборуваме за добро. владата. Сметам дека СДСМ е на чекор до реконсолидација и консолидација, затоа што има доволно се уште внатре сили кои што сакаат социјалдемократската идеологија да опстои во нашето општество. Добро, кога беше, например, кога СДСМ освои на локални избори многу градоначалници, тогаш ние очекувавме нешто друго од централната власт која беше ваша во поглед на ВМРО-ДПМН, односно од остатоците на владењето на ВМРО-ДПМН до 2017 и тоа не го испорачавте за жал, но нема да се враќаме на таа тема, таа е завршена веќе оддамна. Да, ни беше грижа и тогаш нас дали ќе имаме консолидирана и сериозна опозиција, бар дел од јавноста, бидејќи дефинитивно без сериозна опозиција која што ќе гради, која ќе дава алтернативи на владењето, без разлика дали е добро, дали е лошо, мора да има алтернатива во општеството и затоа има добар дел кои што сериозно и искрено сакаат да ја видат СДСМ со консолидирана. Значи со социјалдемократски вредности што мораме да кажеме дека малце ги напуштивте додека владеевте. Да. И затоа велам дека ако на ВМРО-ДПМН им требаше 7 години консолидација за да се вратат на власт, ние сигурно ќе бидеме многу побрзо. Ќе понудиме платформата која што е сосема различна од тоа што го гледаме во овој момент во секојдневието од владењето на ова владеачко мнозинство, затоа што не требаше многу време да помине за да се случуваат процеси и феномени кои што општеството не е веќе имуно и не е исто како што некој предпочита да го гледа како такво и затоа велам дека да, 24 јануари и наредните месеци се месеци во кои што полека ќе се осознаат сите работи како ќе функционира СДСМ наредниот период. Што точно очекувате на 24-ти? Рековте отчетен. Значи, Ќе бидете ли искрени меѓупартиски внатре да рачистите со одредени состојби? Не зборувам сега за странични удари, например од ајде да речеме лукративни побуди на одредени поранешни членови, сегашни членови кои што сакаат или имаат чувство дека се изоставени од движењето, но зборуваме за вистинска анализа зошто лошо поминувате кај граѓаните, бидејќи на локалните избори сериозно лошо поминавте по број на гласови, например, а од друга страна сериозно имаше број на неважечки ливчиња, каде што ако ги претвориме во првиот круг во пратенички мандати, некаде околу 6 пратеника е тоа. 56.000 неважечки, 54 се извинам, 54.000 неважечки ливчиња беше. Тоа се луѓе што излегле да гласат, ама кај никого не видело никаква иднина, ни кај власта, но ни кај опозиција. Значи, сосема до нив треба сериозно да се пристапи. Сосема сме свесни. Во суштина на последните локални избори нема победници, ја би кажал. Политичките чинители различни може да кажуваат, ги бројат бројките на крај во демократија на начинот како се поставени, вие може да добиете. Видете, вие имате еден феномен. Да ви се случи најголемата трагедија во било кога, како што беше трагедијата во Кочани и да победите како владеачко мнозинство во Кочани, ќе речете ова е феномен, не се случува. Може да отидете во Швајцарија па да ги прашате дали градоначалникот следниот пат ќе се кандидира истиот или од истата партија, ќе ти рече не, затоа што оваа трагедија не треба да помине. Но на крај на денот, ја не ги окривувам луѓето, затоа што тој градоначалник е избран со 16% гласови. Толку има добиено гласовите. Ако ги изброите бројот на гласови за тој градоначалник, 16% од гласовите од вкупниот број на гласови добиле. На последните избори сите се губитници. И тие кои што бројат многу градоначалници, и ние кои што броиме малку градоначалници,
најголемиот удар ни е даден од малиот одзив и од тие кои што се неважечки листови. Зашто не може да Затоа што- препознаат кај СДСМ дека нешто се променило? Кај никого не може да препозна. Добро, секогаш тие Фактот бар дека дојде дека накај вас. владеачката партија ВМРО ДПМН освои вкупно за советници, ако ги броиме, 140.000 помалку од пред година и пол. Фактот дека СДСМ изгуби скоро 30 од вкупниот број, фактот дека ДУИ и другите добија помалку од колку што добија на парламентарните избори, фактот дека имаше 56.000 гласови неважечки, е дека луѓето више не сакаат како до вчера. Сакаат да видат вистинска, вредностни политики и да видат јасна визија каде ќе тераме. И сега не можеме да направиме целосна анализа затоа што зборуваме за локални проблеми, Така е. наспроти национални проблеми, и кога зборуваме за национални, но се превагнува една работа и на локални и на национални избори, луѓето сакаат да видат предвидливост каде се движиме. Дали ќе имаат подобар живот во смисол на квалитет на живот и на локално ниво и на национално ниво. И затоа не го гледаат и затоа велам дека губитници се сите. Ние како СДСМ секако тоа го знаеме. Ја на 24 очекувам дека ќе има ваква дискусија. Нема да има дискусија за имиња, туку ќе има дискусија зошто се обидуваме некогаш како партија да сакаме премногу да се доближиме до народот со популистички мерки наспроти вредностните мерки и вредностните политики. И треба да анализираме дали вредностните политики не секогаш носат брзи резултати, но на среден рок секако носат резултати. И јас сум еден од малкуте кој што зборува за вредностни политики, кои што на среден до долг рок ќе го подобрат животот на граѓаните наспроти краткорочно носење на гласови. И сега доаѓаме до клучното прашање и тука ќе го завршиме веќе делот за политиката. Сметате ли дека има капацитет во СДСМ да се сврти кон вредностни политики наспроти дневно носење на гласови, односно кратки популистички мерки, бидејќи кога вие практикувавте власт од 2017 до 2019, у суштина кога јас според мое лично мислење имаше социјалдемократски политики во таа влада, одевте со вредностни политики, но ги напуштивте и отидевте на популистички политики после тоа на изборите во 2020. Чинам отидовте, победивте тесно, 48-46, да, но победивте, но веќе беше тоа симнувачката линија после на локалните избори по една година после тоа изгубивте сериозно. Значи, Мислам, прво- напуштивте социјалдемократски вредности. Не- Дали не има во само. партијата Не само. сенс за сето тоа? Не само. Јас се согласувам дека во одредени политики, во одредени сектори беа напуштени социјалдемократските вредности или недоволно беа пропагирани за да се покаже дека позади има социјалдемократски вредности. Но во владењето имаш различни фактори и еден од факторите и неколку од факторите беа надворешни кои што не можеш да ги контролираш. Например, вие не може да контролирате во 2020 ковид кризата. Ние Добро, но можеше, например, даноците, прогресивниот и рамниот данок што се вративте, тоа ви беше она што се вика ударна тупаница до во 2017. да не беше социјалдемократска ударна тупаница. да не беше ковид кризата, да не беше енергетската криза и економската криза, три кризи во три последователни години, почнувајќи од 2020 до крајот на 2023, ние ќе се вратевме на прогресивното оданочување, кој што сметам дека е начин на правично оданочување. Но вие не можете да водите развојни политики при справување со кризи. Затоа што концептот е во справување со кризи да се справите за да ефектот негативниот биде помал од колку што може. Не можете во справување со кризи да кажете дека не имате негативен ефект.
И јас не го кажувам, го кажуваат други меѓународни финансиски институции, дека ние овие кризи ги надминавме сериозно добро, сериозно многу подобро со сите земји со кои што се споредуваме. Сериозно Тоа е една подобро. мала разлика што додека сите останати земји имаа фискална консолидација во тој момент, вие не ја почнавте. И тоа беше една од забелешките, например, за нетаргетирана помош, за помошта да отиде, да ја плаќаат сите подеднакво, или заштитата исто така сите подеднакво да ја добијат, иако требаше да биде таргетирана заштитата, најсиромашните да добијат, а тие што може да ја изнесат кризата, да платат малце поскапо, и да ја платат. вака И тоа општо, уште тога се збореше, вака општо, нашата економска јавност зборуваме, вака општа дискусија е веројатно така личи затоа што така зборуваме. Кога ќе влеземе да ги гледаме поединечните мерки, не ќе е баш така како што сакаме да представиме, но на пример вие не можете да направите мерка кога имате потенцијално 80.000 работни места да се изгубат, мерка да кажеме ова е побитно, ова е помалку битно. Ние докажано, според Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка, сме спасиле 80.000 работни места. Сме изгубиле во време на ковидот околу 14.000 работни места, но при тоа наредните 2 до 3 години тие се замените. Тоа значи дека тие кои што останале без работа во време на ковидот нашле друга работа наредните години. И сега, дали е таа таргетирана? Не може да е таргетирана. Но, нема да се согласам дека другите мерки во време на ковидот, па и понатаму, не беа целосно таргетирани и затоа може да зборуваме многу време. Дали при тоа фалеше соодветно промоција на истите? Да. Дали поголем ефект би дало да се трошат јавни пари за да се информираат граѓаните дали тие политики се вредносно ориентирани? Сметам дека не. Затоа што тоа е против социјалдемократските вредности да ги користиш јавните ресурси за да пропагираш колку си добар. Не е до пропагирањето, но до чувството дека Па добро, чувството се креира преку пропаганда. Преку промоција. Секојдневното чувство на владењето беше негативно и затоа и така поминавте на изборите како што поминавте и плюс тоа имаш и политички работи, нема да навлегуваме во политиката со Бугарија и надворешната политика, тоа што мислам дека тоа е повторно го вративте, не знам од кои причини пред локалните избори тоа прашање, мислам дека добар дел од гласачите повторно се потсетија на тоа и лошо поминавте. Не, ние само потсетуваме на тие кои што кажале дека тоа ќе го сменат и дека тоа нема да биде услов. Па да, ама вие на второто подпрашање дека повторно треба да се прифати и да влезат во уставот, да се реши и ќе ни се отвори патот. Затоа што тие кои што поминале добро, излажале и манипулирале на претходните избори со гласачите, затоа што им ветиле дека ќе сменат и бидејќи после 2 години скоро не менуваат, ние викаме, вратете се на првобитната опција или дајте ни друга опција. Бидејќи друга опција немаме, немаме на маса, немаме на маса. Со Бугарија опцијата кај населението не поминува да влезат во устав. Која е, значи, ние ја прифаќаме опцијата понудена од ВМРО, ДПМН дека ќе ја сменат преговарачката рамка, дека ќе се обидат да ја сменат, така е. Дека ќе ја сменат. Ќе се обидат, окей. Дека ќе ја сменат преговарачката рамка. Не дека ќе се обидат, бидејќи ќе се добро. Па се ќе ги најдам изјавите. Може да ги така, да ги најдеме изјавите, различни изјави, затоа што у различни потреби се користи таа изјава. Но ако политичар излезе на избори и пред своите гласачи им рече, знаете што овие предавниците го направија ова, ама ние сме патриотите, ние ќе ја смениме преговарачката рамка затоа што ни потразно не прифаќаме да бидеме, не знам, предавници. И ако после 2 години вие тоа не го смените, тоа сватите дека немате моќ сето тоа да го смените. Да, бидејќи е договорено. Затоа што е технички лошо направено од вашата влада и генерално да. Технички услов во преговорите. Па не е баш технички, ама добро. Па добро. Есенцијален. И вие ќе треба да кажете која е другата опција. Јас
сум еден од чинителите. Јас сум еден од тие во собрание кој што сум кажал дека на првиот предлог кој што ќе дојде од владата, а поврзан со преговарачката рамка и со евроинтеграцијскиот процес кој што ќе даде алтернатива, било која да е, ќе излезам најавно на говорница и ќе кажам дека сум спремен да ја прифатам, затоа што има алтернатива. Но молчењето и лажењето, манипулирањето, дека не знаеме, па ќе видиме, ние сакаме, ама овие не оставаат, па гледаме реформската агенда, таа е многу битна, ама ништо не правиме. Добро, сега Видете, еве за зашто? Силија. Што Реформската. за Силија? Сега ќе ги носат Па, законите. во јуни 2025 требаше да се носат, па после им го продолжија рокот декември 26-та, па изгубивме неколку десетици милиони евра и тоа не е битно. Сега засиливме затоа што нели се крена ука-бука, па ќе дојдат спремање за избори, за некакви Верувате ли дека ќе има избори? Да, Да. ќе завршиме. Да. Годинава верувате Да. дека ќе има? Да. Ова е интересно затоа што како да свртите веројатно ќе има, не заради нешто не може да обезведат Бадинтер за прости работи како што е Safe City не може да го не е вистина, не е направи. вистина. Јас сум еден од тие кои што гласа со Бадинтер, нека дојдат да кажат зошто е тоа вистински битно и ќе се гласа. Не е проблемот во Бадинтер. Видете, сака некој да представи во јавноста дека ние кои што имаме двојно гласање, можност за двојно гласање, дека ние сме злото во општеството. Не, тој во тој мнозинството не е во Бадинтер, затоа во тој аспект се прикажува. Ние само велиме дека ние сме јас, меѓу другото, заедно со моите колеги, сме разумни, но за разумност треба да се дискутира. да, ма Да, знаете да имаш диалог. што се сведува кај нас, еве искуството што не кажува. Ќе се отвори на пример еве Safe City. Добар проект. Мене ми се допаѓа. Ја возам 49 на темпомат насред град Скопје и јас сметам дека тоа треба да помине. Вие го проблематизирате од аспект на избори и го велите Не е вистина. изјава во петок на вашиот лидер. Вика, тоа контролата, тие ќе не шпионирате на избори, тоа е Safe City лево десно. А зошто? Не, само Тоа е изјава. не само еден момент. Значи, ова е констатација која што ја извлекува Не, ова е владеачкото кажано мнозинство, на го пресконференција. извлекува владеачкото мнозинство оно што нив им се допаѓа. Не, директно Тоа- гледам, ја не гледам реакциите. Јас не ги следам кој што ќе коментира. Ја Јас го ќе ви гледам кажам дека таа пресконференцијата. изјава, како што и се моите изјави, е дека довербата во сегашните институции е толку ниска дека нема да се искористат, нема да се злоупотребат податоците добиени за други потреби. И за тоа имаме факти. Секои лични факти. Но еве јас ќе ви го поставам обратно прашањето. Да се согласувам. Ние имаме Не се недоверба 30 согласуваме години. затоа што 30 вие години. не сте предмет. Вие не сте Вие предмет мислите- на злоупотреба на податоци. Вие мислите така. Јас сум новинар 30 години, па ме имат преслушувано милиарда пати. Добро, во сите. овој период. Океј. Во овој период. Сакам да ви кажам Сега една бидејќи работа. ние Но имаме вие не давате решение за контрола. Вие викате, го ние сведувате на даваме. проблем на Како давате го за избори, како ќе сте оделе во кампања, ќе се знаеле вашите возила и сето тоа. Не само, не. Тоа е Значи, изјавата, не. многу внимателно ја слушам. Податоците, значи, ние велиме дека мора парцијални решења не може да се донесат. За жал, ние, еве, јас сум 18 месеци пратеник, сите законски решења се парцијални. Знаете ли дека исти закони се менуваат по десетина пати? Како што ќе им текне дека заборавиле нешто, ајде доаѓаме па го менуваме истиот закон. Ние викаме дека ова ни личи на парцијално решење. И Дека добро- нема званично решење. Во 18 месеци докажано е дека колку и да се обидеме да ја подобриме, да ги подобриме законските решења, априори се одбиваат Добро. предлозите на опозицијата. Еве ќе ви кажам еден класичен пример. Јас давам амандман за инсулинска терапија на диабетичарите со тип 1, затоа што кажувам дека ние сме на дното на третирање на диабетичари тип 1 со инсулински пумпи. Не го кажувам за себе.
Не користам инсулинска помпа, иако сум диабетичар тип 2. Кажувам дека на нив животот им е загрозен, затоа што само 10% користиме, на дното сме. Знаете што ми викаат? Има доволно пари. Како бе има доволно пари? А како 90% од пациентите ќе се третираат? За да гледам денеска, викаат, останавме и во 2026 на дното. Па чекај, па нели ви понудивме решение од каде да извадиме, без да нарушиме, да загрозиме здравје на било кого, да помогнеме на одредени други. И зашто мислите дека нема комуникација со власта? Затоа што власта не сака. Автократна власт не Уште сака. не ги покажува тие добро. тенденции. Еве, Не ги покажува тие тенденции. сум- Мислам дека не јас може сум- со оваа структура на општество веќе Добро. до 2017 не може да ни се Јас сум повтори. конзистентен во ставовите и тешко изустувам зборови кои што не наликуваат. Значи, кога вие сметате дека вие сте најубавиот и Што е најдобриот, факт, добро. Се шегувам, мислам. Окей. а тогаш викаат само Господ да ви е на помош или треба огледалото да се смени. Па го менувам, пак по исто покажа. Така Окей, да, не, сакам да ви кажам Јас една оваа работа. власт сметам дека јас сум покажал во животот дека знам што значи да бидеш инклузивен. При креирање на националната развојна стратегија за државата наредните 20 години, во првиот момент ги вклучив опозицијата, иако тогаш сите ми завидуваа. Замеруваа поточно. Замерува, извинете. Еве, добро што ми исправивте. Иако мислам дека добро го зборувам македонски, некогаш ќе сгрешам. Ми замерува зошто тоа го прави? Затоа што реков. Ова е процес во кој што сите треба да бидат вклучени. Без разлика дали ни се допаѓаат или не се, ни се допаѓаат. Се сеќам на И тоа, ја 2,5 реагирав во тој момент. И 2,5 години Ја ќе целиот процес тераше, за да кога дојде на власт ВМРО ДПМН, дојде во собрание за да заедно го изгласаме. И ја викам да, така треба да изгледа едно општество. За клучните политики. Ама јас не сум прашал дали 15.000 луѓе кои што биле вклучени во процесот се ВМРО, СДСМ, ДУИ или останати. Затоа што сметам дека сите сме исти под ова подневје, под исто небо припаѓаме. Да, ама И не тоа е сметате на дека тогашната опозиција, сегашна власт, односно тогаш беше истиот лидер на партијата, имаше неговата реторика се заостри, ајде да речеме година и пол после бугарскиот предлог, кога се обидувавте да го изгласате во собрание, па со пратеници, па со ова, па не дававте предвремени избори, кога се знаеше дека играта е веќе сменета, кога вие инсистиравте на бугарите во устав, они рекоа нема шанса да влезе, тогаш се заостри малце реториката, имаше и други работи, Дуи тука имаше една многу негативна улога во јавноста и сето тоа, но тогаш беше кооперативен на првите неколку години од мандатот како лидер на ВМРО. Христијан Мицковски беше кооперативен со власта. Релативно кооперативен. Ја можам да тврдам за процесите во кои што јас сум ги водел и сум бил Они беа кооперативни како опозиција. Значи, Но дали вие сте сега кооперативни како опозиција на истото ниво како што беше, на пример, во тие неколку години? Дури повеќе. Видете, кооперативноста не се мери со тоа дали ти ќе прифатиш само ја тоа што ќе ти го кажам, а ти можеш да прифатиш се што. Не, имаше тогаш затоа, диалог, некој... Еве, ние имавме предлог за лидерска средба, дури сметам дека се договорија на маса нашиот лидер со лидерот на ВМРО ДПМН за одредени процеси и знаете што се случи? Ние добивме законско решение, еве пример, законот за енергетика, добивме законско решение кој што се гледаше од двете страни, тоа беше договор на маса, за да од кога беше издоговорено законското решение, добиеме нов предлог во собрание и изменет. Чекайте, кај ја гледате конструктивноста? А кој го измени тој предлог? Па сигурно не јас. Некој го Во измени. ВМРО ДПМН. Добро. И сега Дали беше како владиниот со амандмани изменет или владиниот владино Не. поднесено? не. Пратенички. Пратенички? Од ВМРО. Од вр? Така. Така. Да. И дури за член кој што ве молам. Нарачен.
Добро. Затоа што И сега, не, некој- сега ве прашам некој- за да Не, еве не. теми што може да се разговараат Па малце. може за... да се разговараат колку сакате. Убаво е кога имаме на маса, сме на маса двајца кои што читаат. Затоа што во општеството малку се чита, па Затоа имаме ве прашам двајца кој кои што предложи, имаат. многу е битно елементот, кој е И- предложено, дали владата предложило Не. изменето, дали Не. они го изиграле Не. вашиот договор или дошло некако се од спум што се вика измената. Зошто па ние пратениците сме паднати од небо, па не ја слушаме, не го слушаме раководството? Па само да ви кажам, во ваше време владата имаше негативни мислења за измени на закони што ги донесе собранието, па ги донесе собранието. Вие предупредивте дека тоа е упад во правниот систем, владата, ја го Да. пишував тоа во 2023 со документи од владата, вие бевте на власт, пратениците се донесоа спротивно на на вашата предлози. Пратениците Сето тоа. може да донесат. Сега они се главните, Ама они се газдите во куќата, пратениците, не владата. Апсолутно, Тоа. ама но така закон. што- И сега Само да ви Не, кажам тоа е. не така што зборуваме мене ми е за многу дијалогот. познато, затоа многу реално ве прашувам. и затоа целата зборуваме за дијалогот. Така. И сега добиваш предлог за лидерска средба од лидер на опозиција и викаш за една точка со можност за и за други точки и викаш не бе каква лидерска средба, тоа е вон институционално преговарање. За да се врати сега и викаш сега мене ми треба лидерска средба затоа што ќе разговараме за Бадентер. И ние викаме а другите точки не, затоа што требало да се укине техничката влада. Тоа беше, нели? Тоа е основното, Не беше, да. тоа е основото. И сега прашањето е, чекај бе. А дали си бил чинител кога се поставила пржинската влада? И дали состојбите од тогаш до денеска се променети? Дали довербата во општеството? Интересно Дали е, довербата во општеството? они беа во е опозиција бара да биде тоа укинато. Тоа е став на ВМРО конзистентен кога беа во сите изборни циклуси. Тоа не е сега како власт за Не. да ве трне вас. Не. Они го бара цело време. Значи, пржинската влада е поставено како механизам. За да против За да- Груевски. Не. Да, ето контрола на тоа владење на механиз- авторитарно. Механизам кој што ќе ја врати или зголеми довербата во процесите кои што се случуваат, а поврзани со изборните циклуси. Затоа што недовербата е голема. Так. И сега, вие имате општество во кое што ништо не е сменето. Па, не Дури- верувам дека не е статус кво или на полош. Кај институциите, измерете, направете анкета и видете колкава е довербата во институциите кои што се поврзани со изборни циклуси. Па ќе видите. Па вие имате во извештај напишано, вие имате Не, само да се разбереме. заклучоци Јас дека во на однос на последните 2017 зборувам за Добро, периодот ја, преди ја, 2000. ја, еве, Јас верувам зборувам за дека од 2025. 2017 е сменето на подобро, иако имаше во еден момент еродирање на институциите, тоа е во последните 6 месеци година дена од владењето на СДСМ, каде што повторно недовербата порасна заради неказнивоста на вашиот коалиционен партнер, кој што бодеше многу очи сето тоа, но генерално СДСМ успеа да го отвори општеството и да го стабилизира на некој. За да ние се вратиме. Да се вратиме пред 2017 не го гледам се уште, искрено да ви кажам. Значи не сме Не го гледам. како да ти кажам, еве јавно ќе го кажам дека пупу да не се случи. Мислам и дека не може да се случи. Анализите покажуваат дека не може да Па, се случи. ајде ќе видиме, еве ќе излезат извештаи поврзани со изборите во 2025 во кое што е сериозно има индици за масовен инженеринг на изборите. Па ќе видиме дали така се гради доверба. И затоа зборуваме дека Добро. изговорот за едно прашање не може да е причина, а при тоа да кажеш за другите прашања, па ќе видиме дали ќе има време. Чекајте. Зашто зборуваме? Значи, кога влегуваш на средба, кај што очекуваш да имаш диалог, не прејудицираш на што е решењето од тој диалог. Ти можеш да кажеш да, сакаме да имаме процес 2026 е година во која што треба да се носат клучни одлуки за државата, а тоа е да разговараме за евроинтеграцијскиот процес. Ма повторно се враќате на Не, евроинтеграција. само момент, Не поминува кај гласачите евроинтеграцијскиот процес. Те молам.
Значи, Не ви Јас- помина вас ни на избори. Се извинувам, само да ви Не, кажам, не. повторно доаѓаме до еден врзан магистрален круг. Јас кажувам и затоа намерно ги избирам зборовите. Велам евроинтеграцијскиот процес во кој што подточки ќе бидат сите работи и алтернативите. Државата мора да знае, граѓанинот, вашето дете и моето дете мора да знае после 10 години од денеска дали ќе живее во земја кој што се вика Македонија, Северна Македонија или било како, не знам, но мора да знае, и дали таа е во сојуз со земјите во Европска Унија, е во сојуз со некој друга алијанса, или ќе си биде независна, самостојна, како што некогаш, како ја викавме, Југославија беше неврзани земји. Може би и тоа е опција, но тоа е процесот што сакаш да ја разговараш на лидерска средба. Па не го знаеме. Не го знаеме процесот кој ни е. Кој ни е? Ние имаме проблеми со внатре да средиме државата, институциите да бидат функционални. Па тоа е во интеграцијскиот процес. Да, ама ние го имаме тој тоа проблем. Тоа е под превезот на интеграцијскиот процес. Еве, например, реформите, царината се врати на добрите основи. Лани имаше полош извештај, оваа година повторно има добар извештај. Знаете од кога има царината добар извештај од Европската унија? На царината од 2005 година. Ние сме од 2005 спремни за да влеземе во Европска унија. Не е вистина. Ние сме од 2005. Не е вистина. Знаете ли кога? кога? Амплитуди имаше, ама сега пак сме... Значи, кога се усогласија за прв пат после 20 години се усогласија царинските тарифи според тоа на Европска унија, ние имавме знаете? асиметрични. Ние имавме царински, имавме се тоа. Процес беше. Во 2023 за прв пат се отвори царинскиот тарифник и законот за царини, за да усогласиме преку 180 царински тарифи со тие на Европска унија. Поттикнато од влада во која што јас бев вице-премиер за економски прашања. За прв пат после 20 години. За да денеска укажувате дека имате... Па да. Знаете зошто тоа? Знаете ли зошто го направивме тоа? Затоа што еден ден секако ќе мораш да го направиш. Тие приходи секако ќе ги немаш. Но мене ми е сосема јасно и затоа велам, вие велике не поминува кај народот. Кај слушнавте да зборувам за решенија кои што се штетни за народот, освен за подобрување на животот на луѓето. Тоа е под превезот на евроинтеграцијските процеси. Евроинтеграцијските процеси. Но ако владата вели не ни треба, а владата вели не вели дека не треба. Они викаат да, па ајде да разговараме. Како да ги подобриме состојбите таму, сите заедно, и да разговараме на лидерска средба и да кажеме, ние немаме доволно административен капацитет, ама вие како опозиција или сите чинители во општеството да впрегнеме луѓе, затоа што на крај решењата се за сите луѓе, тие немаат партиски решенија. Време е за паузата, првата пауза многу продолживте. За да може да најдеме решенија кои што се добри за граѓаните. За граѓаните, сите сакаме решенија што се добри за нас, јас сум граѓанинот, но прва пауза ќе биде овде и се враќаме на економија, отидовме многу во политика, леле, ама го обтегнавме подкастов со ова. Време е за пауза за нашите пријатели кои што ќе соработуваат со нас и оваа 2026 година, така што останете со нас, ќе се враќаме малце на економија од аспект на опозиција. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа неискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат. За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка.
Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Да, продолжуваме со подкастот. Малце многу политика, отидовме малце да си кажеме што имаме да си кажеме со господинот Бетичисо, кого се познаваме 10 години. Го следев кога беше и вице-премиер за економски прашања, сум го следел и како стопанственик, односно кога беше во Северозападна комора бевте, да. Тоа е така што се знаеме долго време, соработуваме долго време, па малце што се вика понародски, си го исчешавме јазикот за политика. Он е политичар, јас сум новинар, но еве да си кажеме нешто што си мислиме, но време е за оноа што е централното на секој наш подкаст, тоа е економијата. Ајде малце да се осврнеме на 2025 како ја гледате од аспект на СДСМ. Значи економијата како ја гледате вие во СДСМ? Не ја гледаме ние во СДСМ и мислам дека тоа е погрешно да се каже. 2025 може да заклучиме од неколку аспекти. Прво е дека економијата севкупно, но и владењето преку бројките е краткорочно одржано, но на вештачки начин, затоа што таа е базирана на задолжување и нереализација на тоа што треба да биде според власта. Тригерот за раста тоа е капиталните инвестиции. Тоа е првиот заклучок. Среднорочно ја гледаме како загрозена, затоа што не достига развојната основа и тоа може веќе во буџетот од 2026 и во политиките кои што ги гледаме да го заклучиме. И трета, дека долгорочно е неодржлива, затоа што зголемувањето или трендот на зголемување на висок дефицит и ниски капитални инвестиции е долгорочно неодржливо. Не може да имате вие во суштина поголем буџетски дефицит со помала реализација на капитални инвестиции, дали во релативни или во апсолутни износи, тоа едното со друго не оди, затоа што во суштина испаѓа дека вие трошите пари за основните работи, за тековните расходи. И затоа сметам дека ова не е гледање дали на СДСМ, ова е гледање на секој кој што разбира бројки и треба внимателно да се анализира тоа што ни се случи во 2025, затоа што бројките ако ги земете да ги анализирате, некој може да каже ние сме трета економија по раст, но реалноста е дека сериозно животот на луѓето заостанува од тоа да биде добар. Или тоа што луѓето би сакале да биде подобар, затоа што ти тежне секоја година да биде подобро, а ако не можеш да кажеш дека е добар, тогаш имаш сериозен проблем во гледањето на работите. И овде не зборуваме за поединечни политики, севкупно политики кои што ги гледавме во 2025. И ја би кажал дури народски дека се надевам дека 2025 нема да биде заборавена година. Кај албанците има една изрека: нека биде година да не се заборави, во смисол да памтиме и научиме од лекциите, погрешните работи кои што сме ги направиле, за да следната биде подобра од одлуките кои што ги носиме, затоа што не би сакале да ни се повтори така лоша година. Добро, зашто бројките не се лоши вака кога ќе се погледне. Значи економскиот раст морам да напоменам, зборуваме со заклучно со третиот квартал од 2025, уште не се бројките излезени за четвртиот квартал. квартал. Народна банка ги кажа вчера. Генерално ги немаме БДП-то колку ќе биде расто, мислам минатата година колку ќе биде, капиталните инвестиции ги знаеме околу 460 милиона евра се.
направени, се реализирани. Не се реализирани. 460 се планирани, Во 109 2025 да, Не, 460 Еве го се... фискален бројач Ајде. го гледав. Момент само одма Ајде. Министерство за финансии, еве го капитални расходи 28 милиарди, 28 милиарди 452. 462 милиарди, 462 милиони евра планирани. Не, ова е реализација 64 вака. 28 милиарди 452 милиона денари е реализација со 31.12.2025. Реализација од планираното е 64,58. 28 милиарди денари, 452 милиона, делено на 61,5 е 462 милиона капитални расходи реализирани. Добро. Збориме, тоа е фискален бројач, 31.12. Тоа е некаде околу просекот кој што се во последните неколку години што се испорачува. Имаше во 2023 чинаме 756, но тоа е заради Бехтел и Енка префрлени 220 милиона евра во декември и беа книжени како капитални инвестиции, па после нели се смени во 24-та. Имаше реализација за Бехтел и Енка заради тие пари и беа 756 милиона евра, кога ќе ги одземеме тие 220, бидејќи не беше ништо изградено таа година, ќе се дојде пак некаде околу 500 милиона евра, над 500, но генерално околу 450-500 милиона е. Убаво е да се релативизира. Не, ја ги гледам бројките, Добро, се со бројките. не, ама капитални расходи, фискални заклучокот, бројки. значи бројките се тие. Заклучокот Не е релативизирање, само коментираме бројки, треба да им дадеме контекст. еве, ама значи во економијата многу добро знаете бидејќи ја следите. Не може да изберете кога сакате релативни бројки да ги толкувате релативните бројки, кога сакате апсолутни износи да ги Ова се апсолутни бројки. Релативната бројка е дека има 64% реализација на капиталните инвестиции. Така. Значи 36% не се реализирани. Така И е, тоа е проблематичното. така е. Затоа што 460 се далеку од 680 милиона, тоа е 700 милиона дефицитот на буџетот. Дефицитот во буџет вообичаено е од задолжување на внатрешен и надворешен пазар, кој што би требало да се користи, и тоа било една од критиките кои што сме ја добивале од вас како новинари и од економската фела, дека задолжувањето треба да оди за развојни работи, тоа е за капитални инвестиции. Okay. А ако 50% од задолжувањето во тековната година, од буџетскиот дефицит е отидено за тековни расходи, а не е за капитални расходи, тогаш прашањето е зошто требало да се задолжите. И прашањето овде не е бројките дали ќе гледаме во апсолутен износ. Видете, оваа власт дојде на власт со ветувањето дека нема да биде како вчера. За да денеска кажете дека 460 е добро затоа што толку било и лани. Не, тоа е просекот, за жал, тоа е Еве сега јас ќе капацитетноста ви кажам, ја ќе ви кажам државата. дека За жал, не е така. И тоа Не, ја јас ќе знаеме ви играта зошто се иде. Мислам, Не, ја знаете и вие. Ја ка ви За не да е може, така. за да може да голема капитални, за да може да се потрошат после со пренамена за тековни трошоци. Сите тоа го прават за жал. Сега не се трошат затоа што не достига 500 милиони евра на каса. Добро, според СДСМ милиарда, тоа уште се обидува. Еве ќе ви дојдам до милиардата која не Добро, тоа ќе достига. ја бараме. И повише од милиарди. Добро, Така. окей, Но ајде да ги видиме. Ајде први на за капитал. Знаете зошто нема 100% реализација? Тоа е еве нека стигнат на процентот кој што ние сме го имале во најдобрите години. 85% реализација. Тоа е за 20% поголема реализација. Дали во апсолутни бројки од предвидено и од основен буџет Знаете е зошто? помалку. Затоа што според тоа што сум доволно добро информиран, 100 милиони кои што требале да се сервисираат кон Бехтел не успеале затоа што ги немале на каса. Иначе, веднаш ке беа многу повеќе. 20 милиони евра во овој момент се должи на домашните компании по основ на Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Не се исплатени, требало да се исплатат на 31.12.2025. Знаете зошто не се исплатени? Затоа што немало пари во буџет. Вие расходната страна може да ја контролирате и
да ја менаџирате условно, да кажеме, со тоа што ќе го продолжите рокот на отплата за месец дена, за 2 месеци. Тој еден ден ќе стигне. И затоа кога велиме бројките се тие. Во планот вие правите одреден план како што секој еден прави план. Ние сме семејни луѓе, ние во домот правиме одреден план, месечен, годишен и викаме толку пари ќе не достигат. Ако на крај на годината ти не достига 10% од приходите, што ќе направиш? Се што треба да им купиш на децата за нова година, евентуално, а се им ги ветил, или се што треба да платиш, ама на тие кои што нема да те тужат, си им ги ветил затоа што испарачале, им викаш, остај во јануари ќе ти платам, да ја затворам годината. Ама ќе платам струја затоа што без струја нова година не се чека. Добро. И оваа влада во декември сваќа дека им не достигаат многу повише од 500 милиони. Сваќаат на 1 декември. Јас на 15 ноември им укажав дека ви не достигаат повише од 1,4 милиарди во тој момент и почнуваат да собираат. Па 30 милиони НЛБ, па 100 милиони дополнителни за на 2 јануари дополнително задолжување, па зимање од депозити, па ставање овде, па не знам, прибирање на даноци од тие кои што не се прибрани не знам колку години и така натаму стигнуваме до реализација од 92%. Треба да ги прашате тие кои што вистински тоа секојдневно го правеле. А тоа се наши сограѓани. Стопанственици, па колку пати им се јавувале, морате на 25 да го платите ДДВ-то, да го пријавите, да го платите, иначе тешко на вас. За да стигнеме до оваа бројка. 500 милиони не достигна приходната страна, расходната страна ја контролираш и ја оставаш на отприлика исти. Но разликата на приходите и расходите е 700 милиони евра, кој што е буџетскиот дефицит. Зошто не го растеш? 689, зависи курс на разлика како ќе ја преиспиташ. Но него расходите не ги реализираш. 5,7 милиарди. Така. О евра или 351 наспроти 309 милиарди денари реализација. Така, разликата е 26 милиарди. Кога ќе го ставиш тоа и повише од 26 милиарди, ќе видиш колкава е разликата која што ти не достига од тоа што си требал да го реализираш. И сега прашањето е, ако 500 милиона ти не достига на приходна страна, не ме фаќате за збор, дали се 478, 488, 500 милиона. Еве, ќе заокружиме. Имаш расходна страна која што ти не си ја платил, а знаеш дека еден ден ќе те стигне. Јас велам само две категории чинат 120 милиони евра. Третата категорија е повратот на ДДВ кој што стигнува преку 100 милиони евра затоа што е акумулирана во 2 години. На оваа фирма, на таа фирма, 4000 компании во овој момент е бројката на тие кои што им фали ДДВ во одредени временски периоди. Има компании кои што преку една година нема добиено поврат на ДДВ. Бројките што ги гледав, добро, ама не може да го видите. Okay. Не може да го видите низ бројки, затоа што имате намален ДДВ. Имате намален ДДВ и вие не можете да ги видите. Вие може да го држите процентот секојаш да ви е убав 30-33% на вратен ДДВ. Но ако го зголемите апсолутниот износ, ќе видите дека во суштина таму ви фалат пари. Бидејќи ги немате, процентот, релативниот број е ист. Останува. ДДВ е 100% наплатен. 100,4%. Тоа е изјава на министерката во јануари, значи пред една недела. Тоа е значи они што го планирале ДДВ-то, кој што е основен данок и од таму се врши повратот е 100,4% и тоа е непроменлива величина за 2025. И која направи дупката од 8% во приходи? Во 8 приход ги ја направија неданочните приходи што не се направени и исто така интересен е моментот што имаме за 2% поена помалце кај пензиските придонеси. Добро, тие не може да ти кажеш, ама тие се покриени се од дефицитот, така да. Така, но еве расходната страна во ПИОМ не е намалена за 2%.
таа е дури зголемена, така да тоа го покривме од дефицитот. И тој дефицитот е 680 милиона, еве расходната Да. страна е 680 милиона, тој си се покрива со финансирањето, тој си е планиран и тоа е сме новиот долг у суштина. Дел од тој дефицитот иде 450-460 милиона евра отиде за капиталните инвестиции и значи некаде околу 220 милиона остана за Да. трошеци за сега- онаа тековни трошоци, што е лошо генерално, но тие се бројките за 25-та, Да. што генерално ни се повторувало во Не е вистина. Не. Во минатото. Не, пак кажувам, Генерално, ова е релативизирање. не е релативизирање. Не се Со случило, прераспределбите. темова. Значи, не се случило, апсолутно. не е така. Не се Добро, случило. сега ќе ги- Не се случило. На приходна страна да имате година на крај на година со 92% реализација. Не се случило. Земете ги 10 години наназад. Еве, земете ги годините на Никола Груевски на режимот и ќе видите дали има година во која што е завршено со 90% реализација. Има. Еве ги, Ајде. ајде, веднаш ќе ви ги кажам. Значи, 2008 реализација на вкопни приходи 94,2, 2009 92. 94,27. А 2009 92,87. 2009 зборувам. После 10 95,3. Ајде, 2011 момент, Ајде, 2011 18, 19, момент, 20. 2011 сега за Груевски, Добро, односно ајде. за 92,4, значи 93,13,94 овде скоро, 93,87, 96 и сето тоа. Добро. Но еве го доаѓаме од 18-та, 97, 93, 96 80, значи ова кај што Добро, 80-ките, добро, ајде. 96 54, 97, 98, 98 Добро, и сето тоа. благодарам. Така. Е сега, И сега- тогаш заклучокот, бројките го кажуваат, дека ова е матрицата на владење. Добро. Толку е капацитетот. Зошто ако го знаеш дека толков ти е капацитетот, дека ВМРО не може да испорача над 92% реализација, ми доаѓате со план во кој што викате дека ќе ми недостигат на крај на годината 1,2 милиарди. Зошто ќе речеш 1,2 милиарди? Дефицитот ти е 680, плюс 500 имаш намалени приходи, разликата ти е 1,2. Затоа што ти си ми испланирал расходи за толку. Добро. Е сега, на тоа, во овој буџет, никој не ги зема предвид, е пристигнати, но неподмирени обврски. Затоа ви реков ќе зборуваме за повише од 1 милиарда. Според Фискалниот совет, заклучно со 31.12.2024. Четврта, Добро. ќе видиме сега во 2025. Пристигнати, а не подмирени обврски од сите чинители, затоа што Министерство за финансии не може да се абстрахира, они се чувари на Добро. буџетот. Е 700 милиони евра. Добро. Дупката од 1,2 плюс 700 доаѓаме на 1,9 милиарди. Во име на ДДВ, на невратен данок, и во тоа што ти се акумулирало во 2025 како обврски превземени, а не платени, еве, нема да шпекулирам многу со бројки, ќе ги заокружам на 100 милиона сите, доаѓаме до 2 милиарди, во кое што во овој момент, во 2026 некој ќе треба да се позанимава за да ги сервисира. Добро. И сега вие имате месец, јануари, 13 јануари, во кое што издавате на 31, ако не се лажам, декември, 100 милиони евра, кои што пристигна на 2 јануари, така? Добро. Издадовте, вчера беше во собрание дополнително задолжување од 20 милиони, ама еве тоа нема да го рачунаме во тековно задолжување затоа што ќе се зима во транши од Централната Европска банка. И плюс имате случаи во кој што денеска се издава еврообврзница од 500 милиони евра. Ви имате во 13 дена 600 милиони евра обврзница за да покриете што? Не, само за да подобриш ликвидност
во буџетот. За да можеш да сервисираш тоа што не си сервисирал во декември во 2025, а си требал, Знаете колку да го треба да сервисираш- вратиме оваа година? не, давачки? значи те молам. Кога ќе дојде времето за враќање, ќе зборуваме за враќање. Кажете кога не сме вратиле. Еве, тоа е Не, кога не враќањето. сме вратиле. Евроврзницата е да Во се 2000 вратат. Во 2020 сме вратиле. И Да, Па ама немало во 2020 бука. ја земавме и Не, сега не. ја враќаме. па добро, 700 милиона. Па добро. А милиарда се па добро, задолжува. а колку вративме ние? Па добро. Па добро, сме вратиле Ама тоа е- преку ама тоа не е нов 1,8 милиарди. Сега исто треба да се врати милиарда и 200, милиарда и Прашањето 300, е, извини. јас ќе ви кажам, јас не ви ги бројам во овие бројки, во кои што не достига, не ги бројам парите кои што се земени и се вратени. Еве се зема од унгарскиот кредит 1 милиарда, се вратија сите, се пополнија дупки, да не, затоа што мислам дека малце со овие 700 милиона што недостасуваат, односно што должат, еве ги гледам сега Добра. бројките, извештај за пријавени обврски по групи на субјекти за период декември 2024, 38 милиарди денари, тоа е 630 милиона евра, Добра. тоа го цитирате. Еве ќе одиме на пример во 23-та, тоа се прелеваат тие обврски, исто еве го истиот момент само, исто е 25 милиарди денари. Добро. Ако одиме една По година 12 милиарди во една година, која што беше изборна, избор- ако ја видите структурата на Еве, долговите, не, затоа што имам сосема добро анализирана. Структурата на долговите доаја од единиците на локална самоуправа преку 40 и нешто посто, ако не и преку 50. Во тој извештаен период кој што го викаме, единиците на локална самоуправа знаете од кога се менаџираат? Од Само- ВМРО ДПМН. Ама сакате да ви кажам дека во јуни Ајде. 2024 година, каде што сте вие на власта, колку... Па не сме ние. Јуни. На 8 мај заврши Не, изборите. јуни, ова е сега квартално Па ги изборен гледам. период. Ама добро, вама вие го менаџирате се. Значи они ја формираа владата во јуни, значи 16. изборите. Значи вие сте до 16 јуни, значи еве го во Добра. 2024, знаете колку биле обврските? 42 милиарди. И заради кого? Ама зарад вие сте на Па власт. не. Ама Ме структурата разбирате? не е Стру- така. Еве ги Структурата на обврските. Еве ги Ајде. структурата, Ајде, истите влезете. се јавни Кажете предпријатија. колку Општински јавни предпријатија Кажете- 11 милиарди, кажете јавни ги здравствени устаници. Мисля, Не, ова варира. Ова Значи- е бројка што варира, но ние ја гледаме Еве- се префрла. не е Со така. стојбата никој не се зафатил Зоран. да го реши проблемот. Ни една не, влада. не е вистина така. Па еве ги 42 милиарди, ги гледам Еве, бројките. Доспеани на еве неплатени ќе ви ги обврски. кажам, значи јас Мислам, види. јуни 24-та, тоа е Нит последната ги квартал од менаџирам вашето. општините, нит ги менаџирам Така. јавните предпријатија. Еве. Ја кажувам дека преку 50% Општини е 3 милиарди. и 3 милиарди и денари. предпријатијата А во општински е 11-14 и други милиарди. поврзани тела, поврзани со единици на локална самоуправа. Регулаторни, буџетски корисници, втора линија национална општини, единки на локална корисници, втора линија, тоа се 539 милиона денари, значи еве ги големите сега ги зборувам, 14-15 милиарди денари ќе бидат, еве ќе се вратиме, на кој период сакате да се вратиме, 15? Не, се враќаме на Ова од е последното 24 вашето. и понатаму. Еве понатаму, ова е вашето, вие завршувате со Добра. 15 И милиарди кои колку е у општините. 25-та? Еве сега само да го отворам, Не може да го најдете податокот. како не можам да го најдам? А, Еве го во момент само. Еве го момент. Кој период ќе го земеме? Сакате јунскиот за да бидеме истои? Не, 31.12, 25-та. 25-та, 31.12. Еве го 25-та. Се извинувам, нема третка квартале, можам са септември, го нема податокот. Па добро, Не го немам, ја одам врз основа на тоа што го гледам, не можам да измислувам сега тоа. Еве ги, општини се 4 милиарди и 200, а јавни предпријатија, трговски друштва во државна собственост не. Општини и јавни предпријатија 7 милиарди и 11 милиарди, а рековме општини во ваше период е 15 милиарди. Еве ги бројките. Не е баш така. Ама во бројки, ама сега, знаете, Значи, ја читам врз основа, јас- вие многу ме замисливте кога зборувате дека милиарда. Јас Значи, ја ви бројките. кажувам- Јас сакам да ги најдам за да можам да им ги постам прашањето утре. да, Сето тоа. па ова Ама се јас не долговите. го наоѓам бројката. Како не го наоѓате 700 милиони, сега цитиравте дека 42 милиарди е долгот. Еве, третиот квартал на 2025-та, колку е вкупниот долг? Само момент. 24-та, 25. 25-та, еве ги 37 милиарди. Па 37 милиарди, знаете колку Три. се? 620 милиони Били евра. 420. 620 милиони евра. Така. Така? Така е. Ја Да, ви ама тие кажувам, не се сервисирани во јуни
Проблемот е што Не е не е така, решен не. проблемот на овие со децении. Проблемот никој не се зафатил. Ни една влада не е да ги вистина, реши. Не е вистина. Не е вистина. Не Добро, е вистина. окей, па, Вие бевте овие не се некои вие нови. бевте критичарите кои им ги дававме 50 милиони евра на Уда. на општините Апсолутно, да до ден сервисираат. денес. Апсолутно. И? Апсолутно. И изгоре па вака. Изгоре. како Изгоре. успеа единиците на локална самоуправа водени од ВМРО ДПМН да направат толкав дополнителен Сега долг? имаат помалку. Како не? Сега имаат помалку, имаат повеќе на јуни 4 во јуни 24-та. Па ви ги 50 читам милиони е 3 милиарди денари. Така е. Колкав е долгот сега на единиците на локална самоуправа? Вака, уште еднаш. Преку 70 и нешто милиони. Само на единиците на локална самоуправа, вклучувајќи и јавни предпријатија, Општини е 13. 4 милиарди. добро, 70 милиони евра. 4 милиарди. Плюс јавни предпријатија и трговски друштва во општински јавни општински. предпријатија, тоа е и 7 милиарди, односно Добро. 8 милиарди, 12 милиарди. 12 милиарди се 200 милиони евра. Неспорно. Тоа Епа. е во моментов, но биле, сега со вашето последно владење, зборуваме споредливи бројки, тоа е во јуни 24-та. Јуни 24-та, еве ги. Општини се Горан, 3 милиарди и 700, Пак ќе кажам, општински јавни предпријатија 11. се обидуваме да релативизираме Не, состојби кои што само треба да ги не најдеме загрижат проблемот. како Па ме граѓани. загрижуваат, Не, но не, не проблемот загрижуваат. што не го решаваме проблемот. Не загрижуваат. Како ќе ги направиме овие? Овие се 15 милиарди. Како никој не ги направи? Со Ни оваа влада не ги прави, мислам да тука е проблем. Значи јас ти кажувам, како економист, како човек, како стопанственик, како сакате, вие која анализирате одредена бројка, ја анализирате од сите можни страни, ги анализирате сите можни фактори. Не можете да анализирате година која што не е ризична година. Нема ниту една криза во свет која што влијае на нашето тековно работење. Значи немаш да споредуваш со години во која што имало глобални кризи кои што детерминирале да ти со нив се справуваш. Не може вие да споредите. Еве ќе ви земам една година. Земете го индустриското производство. На 2025 споредено со 2021. Ковид криза, енергетска криза, која што се цени како репер за анализи. Знаете какви се податоците? Минус 15 на индустриското производство. Споредено со таа година. Со која? Со 2021. Добро. Па како добро? сега ќе Како ви кажам- добро? сега ќе Во ви- 2025 прва знаете што Знаете зашто имаше? имаме голем раст во 2021? Затоа што Зашто? имавме голем пад во 2020. Не знам, јас земете ги вие Тоа е тоа. и ги Знаете научите која ја ги земаме? аналитичарите. Не, ние ја Значи- земаме реалната, ние знаеш која ја земаме секогаш Која? на 2019. Тоа е тоа. Тоа е реперната вистина, година пред кригот. 2021 е година на опоравување после COVID. И не ја достигнавме 2019, во и затоа мислам дека и ја затоа се достигнавме зима. во 2023. Затоа се зима како година на пресвртница. И таа се зима Во и се нашите анализира. анализи секогаш одиме со 2019 и вие сте Па одели. не, ама сега Дали сме ја ние стигнали или не сме ја стигнале? Сега Она ни беше. ние може да почнеме да правиме како што ги гледаме бројките статистички. Вчера, на пример, вика инфлацијата во декември споредено со ноември е 0,4. Ма дајте. Каде во свет во економските анализи така се прави Никаде. споредба? Никаде. Само Никаде. во Македонија. Никаде. Сме се расправеле ние на така е. фала ние- се согласивме. Никаде не се прави. Така е, освен за Инфлацијата во базичната државата е инфлација. 4,1. Така е, Завршена. апсолутно толку е. И се Инфлација за така храна е 5,2. Така е. Тоа е тоа. И- Во однос на претходниот BDP месец од растот, претходната година, тоа е тоа. BDP Завршено, растот тоа. може да заврши на 3,5. И затоа констатацијата која што ја велиме е дека ние минатата година можеме да ја третираме како за жал изгубена година. Добро, од реформи јас се согласувам со тоа. И За реформи и јас се се согласувам што дека би се- требало среднорочно и долгорочно да донесе стабилизација и да донесе раст. Требаше фискална стабилизација да почнеме и сето тоа. Јас Значи, се согласувам ни тука за дека на- имаме ни за на- али на за работи. бројките мислам дека малце И за бројките. И Малце- за бројките. Веруваме, јас не можам
да Добро. се радувам на лоши бројки. Океј, само ги Затоа што- анализираме, затоа затоа овде што, збориме значи, отворено, подкаст не е Јас интервју, сум не е човек, емисија. јас сум човек кој што одлучил да живее во Македонија. И имам семејство во Македонија, Исто и ја. како што нели владата пропагира дека имало семејство и не знам што. Сме одлучиле да живееме во Македонија. На бројките не можам да се радувам. Ако имам лоши бројки, не можам да кажам, и забрави, ќе биде подобро. Не бе, ќе биде подобро, 33 години гледаме. Така е. И за жал, бројките не се склони М, кон владата за да кажуваме дека било добро. 500 милиони евра. Добро, Намалени но не е приходи. катастрофално, јас Не ги барам милиардата. Катастрофално е. Добро. Затоа што доаѓам од влада која што имала реализација просечна од 97% реализација. Просечна со низа на кризи. Влада во која што немала ниту една криза, да дојде со реализација од 92% како во времето на режимот, ти укажува дека таа е матрица, да нема административен капацитет, сето тоа. Еве ви го лекот, затоа што знам дека ќе ме прашате. Ама Ќе збориме во третата тре. Само значи, еве ги еве и јас ви кажам, не можам јас да останам имун. А ако вие не сте реализирале 500 милиони евра, тоа не сте реализирале 500 милиони на расходна страна, а ако должите 700 милиони, ги утврдивме бројките, 40 и нешто милиони 42 милиарди денари се долгот кој што е пристигнат несервисиран. Таму имате непристигнати затоа што ви кажувам затоа што тие се проблема што преземени, а недоспеани, и тоа мислам дека е најголемиот тоа проблем на е македонската економа. сериозен проблем, а ја ви кажам само две ставки. Знам за 120 милиони евра, Така. кога ќе ги собереме сите, тие се милиарда. Така. Милиарда кои што висат. Так. Добро. Види, не се радувам ни на Ја милиардата министерката. не можам, милиардата Добро. не можам да надам, вие тврдите за тоа. Добро, Еве, окей. јас не се затоа радувам разбор- ни на министерката, ни на никој друг. Но, за ова треба да се седне и да се разговара и да се направи план. Како? Затоа што на крај на денот нема да ги враќаат парите никој кој што ќе дојде од страна. Така е, Ќе ги ние ќе враќаме ние. Така. И нашите деца. Така. И нашите внуци. Време е за втората пауза и да финишираме што би правило СДСМ, како ќе излезе пред граѓаните, но само да напомнам пред втората пауза, еве ги просеците на ВМРО, ДПМН и на СДСМ од владењето од 2008 до сега, со тоа што ги исфрлив од пресметката 2017 и 2024, бидејќи се изборни години и по пола години се делат, така што еве ги реализација на вкупни приходи ВМРО, ДПМН збораме 94,98, значи 95 наплаќала од планираното, собрана ДДВ по планот е 97,7%, инфлацијата во нивно време кога владеат е 2,03%, а растот на БДП од 2,61%, тоа е просечно од кога се на власт во овој период од 2018 до 2025, а додека СДСМ реализација на вкупните приходи значи 97,73%, собран ДДВ од планот, значи повторно зборувам 99,3%, инфлацијата во ваше време била 5,05%, а додека растот на БДП просечниот значи 2%. Одите, бројките вие подобро собирате во суштина, што би се рекло, даноци, но имате поголема инфлација и помал раст, а додека ВМРО ДПМН е послабо ги собира давачките, но има помала инфлација и поголем економски раст. Време е за втората пауза, па се враќаме да финишираме. Малце се зажестивме во расправата, но тоа е подкаст, има можност да ги спротивставиме мислењата и бројките и да ги коментираме за да најдеме што е точно, за да можете да заклучите врз основа на што се темелат заклучоците на господинот Битичи, односно на опозицијската СДСМ. Останете со нас, се враќаме да финишираме. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа наискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат.
За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Да, продолжуваме да разговараме со господинот Битичи, инаку член на СДСМ, пратеник на оваа политичка партија и поранешен вице-премиер за економски прашања. Да, малце се зажести дискусијата, се спротивставувавме со бројки, на вас се да цените и да проверите како стојат работите. Ние не ви наметнуваме, ја не ви наметнувам мислење, а господинот Битичи ви треба да наметне, бидејќи он се бори за да дојде на власт, за да може да ги спроведе политиките. Значи имаме само едно различно толкување на политиката. Јас се обидувам од позиција да ја укажам вистината. А граѓаните одлучуваат во одреден момент дали таа вистина боли или не боли и како ќе се однесуваат на изборите кога ќе гласаат. Значи, јас и кога сум бил на власт, сум ги кажувал истите бројки без да ги камуфлирам бројките, затоа што граѓанинот мора сам да одлучи тоа што го гледа дали е добро или лошо и да каже дали може би сака уште подобро. И бидејќи има избор, еве, кажале. Ја кажувам дека на 24-та граѓаните одлучиле дека треба да биде подобро, сега им кажувам дека бројките не укажуваат дека е подобро, а особено дека не ги чека подобро утре. Така, добро. И затоа сега не е изборот и не е мое да кажам дека треба да дојам на власт. Не, еве ја можам да кажам, видете, ја воопшто не сум заинтересиран за функција. Ја ќе се борам политички. Дали јас сум потребен на општеството во тој момент да водам одредени јавни функции, ќе каже општеството. Нема да јас, затоа што знаете зошто? Затоа што сметам дека сум доволно вработлив во регионот и пошироко. Така. Ако е тоа потребно. Сега само за една констатација со која што го завршивме вториот блок. Сметам дека е погрешно да оценувате години на владење и да кажете дека нас не следува поголема инфлација, ВМРО го следеле помала инфлација, тогаш еве јас ќе кажам земете го периодот пред ВМРО да дошло на власт, кога ние сме владееле, па да кажеме некоја акумулација. Затоа во економијата вообичаено правиме, ги вадиме најлошите, ги вадиме најдобрите, зијаме медијана, за да можеме медијана да направиме, за да зборуваме економски. Да бидам во 2000, зошто 2008 ја земав? Тие се јавно достапните податоци во Министерството за финансии од таа година ги има материјалите. За жал, толку е нашата институционална меморија како држава. Значи, јас морам посредно нека пред 2008 да одам документи, буџети. Тоа е затоа ги земам од 2008. Затоа велам дека ние... Инаку најдобрата година е 2005 и 2006 и 2007, тоа се трите години, односно, ајде 2006 ќе ја изфрлиме бидејќи е изборна, но и ВМРО и СДСМ во тоа време има најголемите успешни години во погледа... Единствена година во која што СДСМ оставила држава со суфицит. Така е. Така е. 2000... И тоа е начинот на владење. Така е. Тоа е на тогашниот ВМРО и на тогашниот министер за финансии. На СДСМ се извинам, не на ВМРО. Не дошло од било каде, дошло од таа партија. Таа партија успеала да препознае човек кој што знае да води. И затоа сега враќање на првото прашање во емисијата, во кое што рековте дали имате доволно луѓе за да зборуваат социјалдемократски вредности, да креираат политики базирани на социјалдемократски вредности, ние сме покажале во историјата, тие за наша среќа се уште се живи чинители во општество, кои што се тамо,
Ќе ги враќате ли? Секако. Па не може ни еден со социјалдемократски вредности да се откаже од социјалдемократските вредности. Да, ама да ги вратите, Форумот. да им дадете реална Не, форумот можност да мора, функционира. Мора да се креира форум во кој што секој нас, кој што веруваме во социјалдемократските вредности, ќе се пронајде за да даде наш придонес. Вака го повикувате, например, Никола Поповски, кој што според мене е еден од најдобрите министри, најдобар министр во Македонија, да се врати во СДСМ и да земе активно учество. Да, во било кој форма кој што он смета дека во овој момент неговото време дозволува. Апсолутно. Не само Никола Поповски. Секој еден. Еве, и претходни министри за финанси, и претходни носители на функции, секој еден. Мислите дека ова раководство има капацитет да ги мотивира овие членови да се вратат? Не, општеството има потреба. Не е битно раководството. Значи, раководството, и тоа е една од точките кои што треба да се разговара на Конгресот. Раководството само треба да направи платформа, форум во кој што ние ќе се најдеме. Не е партијата, местото кај што сите ќе се бориме за позиции. Не. Партијата е место преку кое ќе ги дадеме, ќе ја дадеме нашата визија за како државата сакаме да ја видиме подобро. Видете, јас сакам 2006 да се повтори. Веќе 2026. Но оваа влада нема визија за тоа. И затоа сметам дека ние сме потребни на општеството. Независно што различни сме водени од различна идеологија. Ние имаме иста една цел, а таа е Македонија да биде подобро место за живење за нашите деца. Не за моето дете. Да, ма доаѓаме до клучната. Не за вашето дете. За нашите деца, нашите следни поколенија кои што сакаат да живеат во оваа држава. Клучното прашање е дали во нашево општество е подготвено за, ајде условно кажано, еден цврст министер за финансии кој што ќе биде прилично, ајде да кажеме, скржав и ќе гледа државната каса како своја, да не да како да се е своја. Така е, но не. Добар дел од министрите не ја глеdaa како своја, туку само истураа пари од неизе, а додека на пример некои ја стегаа како домашен буџет да гледаат и се тресеа на секој денар, како што се тресеме ние дома, одговорно, дали е подготвено нашето општество уопште за таков министер повторно? Да речеме, условно кажано, скржав. Сакате да вие поставувате прашање кое што во самото прашање е и одговорот. Дали општеството е сериозно подготвено за било која промена? Еве, ја почнавме емисијата со една дискусија за Safe City. Дали општеството е спремно за Safe City? Еве, јас сум подготвен. Не, дали општеството е спремно? Мислам дека добар дел е подготвен. Добар дел. Сметам дека добар дел, кој што не е мнозински дел, е подготвен. Не само за Safe City, е подготвен државата да е бидне. Но, во таа група на луѓе, кој што не е мнозински, таа група на луѓе е сочината од различни идеологии. Луѓе со различни идеологии кои што ја сакаат многу повеќе оваа земја од тие кои што држат власт. И тоа е разликата. И затоа велам дека некогаш вие не можете да направите анкета и да кажете сакаме 90% да поддржуваат одредена одлука, дали ние ќе стегнеме ременот. Не, ременот мора да се стегне. Мора. Еве еден пример дека и оваа власт, дури и Трајко Славевски, новиот гувернер, го стега ременот во монетарната политика. Благајничките записи, сте ги виделе што се случува во декември и јануари со благајничките записи? Добро, собирање на средствата? Да. Знаете колку милиарди евра се собрани? Знам. 1,3 милиарда. Знаете зошто се прави тоа? За да се намали кредитирањето. Не, за да се намали оптегот на пари, за да се заузда инфлацијата. Така е, за да се намали кредитирањето. И сега дали гувернерот ја праша јавноста дали за тоа спремно? Само не, да ви кажам, морате... Има и друга околу благајничките записи. Да доискажам. Значи, морате вие да носите, вие сте носител на јавна функција, морате да носите одлука во која што некогаш
ќе боли по грбот на некого, но среднорочно он ќе рече можам да преживеам преку ова. За жал, со популистичка влада тоа не можете да. Само да ви кажам, за Народна банка за благојничките записи не сум сигурен дека се стегна монетарната политика и тоа треба да се направи анализа, бидејќи се смени моделот од 42-49 дневни благајнички записи на 7 дневни, каде што стерилизира 43 милиарди, но толку стерилизира, зборувам за 7 дневните, толку е запишувањето, за другите друга сума по 10 милиарди е на 42 до 49, тие остануваат исто така во игра. Сменија моделот, но со базична камата од 4%, а инаку беше 5,35, така што тоа е релаксирање на монетарната политика. Јас го земав како пример дека не дали општеството е спремно. Па мислам ако дека го прашаш. Нема ни да затоа ви зборувам. И сега ама ако скратиме социјални трансфери, или да ја смениме структурата на буџетот? Не, вистина. Сега, ајде, ќе влеземе во дискусија за работи кои што се болни. Видете, не можете да очекувате дека ова власт е спремна, која што во 18 месеци го зголеми бројот на вработени во јавниот сектор преку 20.000. Зашто зборуваме? Како ја менаџирате расходната страна? Знаете ли колку се потребни во овој момент во приватниот сектор вработени? Преку 15.000 работни места се отворени, што не може да се сервисираат. А вие што правите? Таму кај што е сигурно, внесувате ваши партиски војници за да кажете, еве, јас сработив, ви одговорив на благодарноста за гласањето. Така, долгорочно не се води држава. Знаете кај завршувате. Така, ако ги зголемите текомните расходи на ниво од преку 90%, како што е 2026, нема каде. Ние ќе работиме секојдневно, тие што не се во јавен сектор, ќе работиме секојдневно само да ги сервисираме елементарните потреби. Тоа е дома, работиш само да платиш струја, вода, комунали и минималната потрошувачка кошница и толку, и после ќе гледаме у небо ако сакаме нешто друго да добиеме. И сега дојдеме до централното прашање за завршеток, значи финала. Што ќе направи СДСМ како партија која што претендира да се врати на власт на економско поле, односно кајде, што ќе им понудите на граѓаните? Дали веќе ја имате матрицата по која би се доближувале до гласачкото тело во поглед на економските политики? Се што ќе го подобри животот на граѓаните, граѓаните ќе се чувствуваат побезбедни со предвидливо опкружување, ние сме спремни да го понудиме. Бидејќи најверојатно ни престојат избори оваа година, најбрзо ќе се види понудата. Ние имавме една таква понуда во 2024 во која што јас се радувам дека тогаш во 2024 ние сме предвиделе минимална плата најмало 600 евра, за да денеска слушаме дека синдикатите зборуваат дека е дојдено време за тоа, дури одредени стопански комори да кажуваат дека е дојдено време за 600 евра. И сметам дека секоја одговорна влада би требало да влезе во такви преговори во која што ќе го направи вреднувањето на човечкиот капитал. Значи, подобро од тоа што. И тоа сметам дека стожерот на раст. Значи не зборувам, не лицитирам со бројки. Јас и партијата кај што припаѓам покажала дека имавме храброст да минималната плата од 9.000 која што ја најдовме, да ја однесеме на ниво од 22.000 денари. 18 па 20, да. На 20, толку ја оставивме, преку 22.000, а ако сакаме да зборуваме у релативни бројки, тоа е преку 200 и нешто посто, така? И јас се надевам дека оваа власт ќе смогне храброст да минималната плата ја зголеми барем за 50%. Еве, не за 200%, за 50%, за да достоинствено се чувствуваат секој еден кој што работи на ниво на минимална плата, а и секој друг кој што заслужува
нели, да работи во давање на јавни услуги, на приватни услуги и така натаму, да соодветно биде поддржан преку тоа што го Чи вие викаме минималната елементарно. ви е стожерот, добро. И затоа сметам дека ние сме спремни, затоа што сме покажале и сметам дека во овој момент во општество во кое што функционираме, сметам дека имаме се уште граѓани кои што може да обслужуваат потребите на нашата држава на различни нивоа. Јас секогаш сум кажувал дека нашиот граѓанин треба и заслужува да биде достоинствено третиран од својата држава, а не само од странските држави кога ќе отидат надвор, затоа идат, затоа што некои ги третираат достоинствено и да покажеме пред да влеземе во дискусија дали има недостиг на работна сила и така натаму. Кога ќе достоинствено ќе ги третираме нашите граѓани, тек тогаш ќе отвориме дискусијата дали има недостиг на работна сила, а јас сметам дека во принцип човечкиот капитал, човекот, граѓанинот треба да биде ставен на прво место и неговите интереси, а се друго да се водат според неговите потреби. Пред да завршиме, пензиите, како би постапиле како СДСМ со пензиите? Ја поддржувам истото што го поддржувам. Драгите пензионери кои што се наши сограѓани заслужуваат да бидат достоинствено третирани пред тоа да не ги нарушиме начелата на праведност и правичност. Значи за процентуално сте вие, а не за линеарно или обратно, како сте? Јас сметам дека вие можете да играте популизам кога тоа ви е потребно, како што тоа низ времето го има покажано, но сметам дека скратување на право е неправична одлука. Затоа што убаво е сум за линеарно одредено, како што сум бил и сум поддржал линеарно зголемување на минималната плата, пример, вон законските решења, затоа што тоа е нужно, како што и сега би било нужно да го направиш, но се и само кога тоа е во добивка и придобит за граѓаните. И затоа го поддржав линеарното зголемување од 5000 денари, затоа што сметам дека граѓаните, пензионерите добиваат повеќе. Но сум против линеарното зголемување од 1000 денари затоа што бројките укажуваат дека они добиваат помалку од тоа што заслужуваат да го добијат со моделот кој што е поставен. Бидејќи неправедноста еднаш е постигната, сметам дека треба да се вратиш на правично третирање и при тоа да не се доведеш во ситуација да пензискиот фонд го доведеш во неизвестност. Ние имаме ситуација во која што буџетскиот дефицит во ПИОМ е скоро милиарда евра. Основните преку 1 милиарда кои што доаѓаат од буџетски дотации, преку буџетски придонес од централна трансфер. И затоа ние треба да прашаме каде е лекот? И лекот се знае. Вие не можете да држите 430.000 вработени во приватниот сектор со ниски плати, да не ги третирате достоинствено, да не правите ништо како влада таму, за да помогнете на стопанството, за да има потенцијал за раст на плати, затоа што растот на плати ќе значи поголеми придонеси, тоа значи ПИОМ ќе го намалува буџетскиот дефицит, а од друга страна да ширите овде кај што продуктивноста е многу ниска, а тоа е јавниот сектор. За жал ние стигнавме бројките еднаш кога ќе се направи регистарот на сите вработени во јавниот сектор, ќе видиме колкава е реалната бројка, но мојата претпоставка дека е веќе отидена преку 180.000 работи. И ќе го враќате ли данокот прогресивен или не? Значи ние како ние како идеологија сме укажале дека секоја една политика која што треба да служи во среден и долг рок треба да биде инклузивно воден процесот. И ние сме спремни заедно со граѓаните, со сите чинители
да седнеме во тој процес и да разговараме за враќање на прогресивното оданочување. И јас, кажувам дека сметам дека најранливите, тие со најниски примања треба да имат најмала стапка на даночување, па дури вклучувајќи опцијата да не бидат воопшто даночени, а при тоа над одредена, значи пример да земеме минималната плата, сите над минималната плата да почне реалното оданочување, затоа што кумулативно воведуваш прогресивно оданочување, значи на изглед воведуваш прогресивно оданочување, во буџетот немаш намалени приходи, дури имаш зголемени приходи, а граѓаните сметаат дека тоа и ќе осетат дека тоа е поправеден начин на оданочување кај нив, но моделите се за дискусија и тоа ќе го дискутираме со сите социјалдемократски истомисленици кои што ќе бидат присутни на масата и на форумот кој што би требало да се отвори на наредниот период. Господине Битичев, ви благодарам што бевте дел од подкастов. Благодарам и вам. Секој е добро, тоа беше се, малце се жестоко околу бројките, но тоа е добро за да ги спротиставиме, да видиме што е каде е, за да може да се донесат заклучоци, вистински заклучоци околу тоа што се случува во нашата држава на економско поле. Да, имаш и за политика малце, но не може да го одбегнеме и тој политички дел, но се надевам дека ви бевме интересни, останете со нас, се гледаме наредната епизода. Секој е добро.